Përshëndetje të nderuar, rruga e re është bashkë me ju edhe këtë të njëjtë. Kemi zhvillime dramatike ditëve të fundit, posaçërisht pas vendimit të presidentit Ivanov për të liruar nga çdo hetim njerëzit e pushtetit, me çka përziu edhe 2 funksionarë të opozitës dhe njerëz të prokurorisë speciale. Vendim skandaloz, vendim të cilin e dënuan pothuajse çdo shtet ndërkombëtar dhe mik i Maqedonisë. Qytetarët dolën në rrugë për të shprehur pakënaqësinë e tyre dhe revoltën ndaj këtij vendimi të presidentit. Për diskutuar mbi këtë çështje dhe për ndjekur zhvillimet më të reja, sigurisht kemi edhe gazetarët tonë në terren dhe do të diskutojmë me mysafirët e ftuar të sonte. Këtu është zoti Zulfi Adili, nënkryetar i Unitetit. Zoti Zulfi, mirë se erdhët. Zoti Suad Misini, Suad, dobro dele. Dhe Sasha Ordanovski, Sasha, dobro dele. Përshëndetje. Говидов ме Иванов денеска се појави пред медиумите. Неговата одлука ја продлабочи или ја забрза, го забрза решението за политичкава криза? Мислам дека неговата одлука и ова се што се случува потоа и ја продлабочи кризата и ја забрза. Бидејќи мислам дека ова е направено во една таква импровизација. Они се во таква една очигледно очајна состојба во која мора да брзаат, во која мора да влечат очајнички потези, кои што се незаконски, неуставни, кои што немаат никаква политичка избалансираност, ниту знаат што ќе следува следниот ден. Мислам дека тоа произлегува од еден притисок кој што го имаат како партија пред се ВМРО ДПМН, бидејќи видите партијата им е во релативен распад и мораат да направат итни чекори за да внатре стегнат редови, иначе тие ризикуваа да почнат од луѓе од првиот ешелон да им се отцепуваат. Јас имам информации дека пред важните амбасади во Скопје има по 1-2 автомобили во кои што седат луѓе од ВМРО кои што се задолжени за тоа да некој евентуално некој државен секретар, некој заменик министер не влезе во некоја амбасада без да излезе и така натаму. Значи они беа дојдени до таа ситуација. Одат нова решение со Иванов, бидејќи процениле дека со Уставниот суд и поништувањето на СЈО е веројатно последниот џокер што ќе го влечат како карта. Ова изгледа сето катастрофално. Мислам дека и на нив им е јасно дека се штетите направени и дека се општи. Се обидуваат, се разбира дека сето тоа е во тесна координација. Сега се обидуваат да се излечат, па да не се излечат од тоа, значи секако го потопуваат Иванов и го трошат како гумичка. Мислам што е една неверојатна ситуација. Он е веќе потрошен политички. Он веќе нема во себе ниту капацитет, ниту тежина за некоја следна. Па ниту до сега има. Но да речеме дека барем формално имаше една институционална, како да ви кажам, позиција која додека молчеше беше попамет. Не, додека го почитуваше уставот колку толку. Сега е тоа се фргано под носе. Не. Со? Политичката криза дефинитивно премина во институционална криза и практично имаме распад кој што се манифестира низ флагрантно прекршување на устав и закони. И тоа прекршување на устав и закони значи се прави обид тоа да се продаде низ една патриотска приказна за која што само бегло се вели дека е законска, односно уставна, без да се навлегува во детали, бидејќи деталите покажуваат дека флагрантно се прекршени сите закони и процедури. И јас мислам дека она што може да се случува, освен една радикализација која што не ни бега, да ве подсетам на крај на декември 2014 година на ваша емисија зборувавме и за намерите и деструктивните потенцијали на ВМРО и зборувавме за тогаш прв пат се спомна украинско сценарио, ако се сеќавате господинот Али Ахмети го спомна, па ние го дебатиравме и тогаш кажав дека украинско сценарио во Република Македонија само ВМРО ДПМН не може да предизвика, никој друг. И во тој контекст, значи, додека не дојде моментот да они ги пуштат пците во функција, за да се направат судири на улица, значи до тогаш ќе се обидуваат институционално да ги покриваат и да ги одложуваат, да речем да ги менаџираат, да го менаџираат хаосот во кој што влегува и кој што самите го создадоа. И мене нема да ме зачуди доколку ова пуштањето низ вода на председател практично биде неизбежно, значи во форма на напуштање на таа функција,
заради олабавување или издувување на овој голем притисок кој што е направен во институционалната рамка. Тие нема да можат веќе ништо да прават во однос на институционалната рамка, освен да продолжат да ги прекршуваат законите. И тука повторно, за жал, доаѓаме до она веќе одамна констатирана заробена институција, тоа е Уставниот суд, кој што сега пак има двојна улога. Уставниот суд одлучува за судбината на председателот, според член 87 на Уставот, но и одлучува за судбината на СЈО. Така да многу брзо ќе видиме кој модел ќе го одбере ВМРО ДПМН да функционира во најблискава иднина, а кој модел ќе го одбере ќе зависи од тоа колку им е пожарот голем. Zotja Dili, ju ishte deputeti vetëm shqiptar I cili nënshkroi iniciativën për impeachment ndaj presidentit, dolët edhe në protest ditën e parë, si e shihni këtë situatë të krijuar tani? Faleminderit për ftesën, pasi që unë jam, më thotë, edhe në cilësinë e kryetarit të Partisë Uniteti, edhe në cilësinë e deputetit të vetëm të Partisë Uniteti, jam për herë të parë në këtë studio dhe falenderoj në të ftesë. Qëndrimi jonë ka qenë shumë I qartë, megjithse jemi subjekt politik I cili ekzistojnë gati 7 muaj, por jemi subjekt politik serios me kongres, me program politik, me statut dhe me gjitha strukturat që I takojnë një partije politike serioze. Opinioni e din, por unë vetëm do ta ripërsëris se në vitin 2014, minjëherë mas zgjedhjeve të parlamentare, kishte një tentim të koalicionit Gruevski-Ahmeti që të bëjnë ndryshime kushtetuese. Jo në dobi të qytetarëve të Republikës Maqedonisë, jo në dobi të shqiptarëve dhe maqedonasve si dy popull më të mëdhenj, po edhe të tjerëve, pse jo, por në dobi ose në interes të klikave të tyre politike, dhe kësha thonë, edhe të njërës palë, edhe të tjetërës palë, dhe në atë kohë, për fat të mirë, do kësha thonë, prej kësaj distance kohore, unë isha deputeti I vetëm në atë kohë që I blokova ata ndryshime kushtetuese për arsye se në pas gjitha analizave, jo vetëm të mijat në atë kohë dhe të shokëve të cilat funksiononim, po në atë kohë përcjellja situatën edhe të analistëve dhe të shumë njerëzve të cilat janë me eminencë në shoqërinë në Republikën e Maqedonisë, kishin mendim se ata ndryshime kushtetuese të cilat I propozoi në atë kohë VMRO-ja e Gruevskit, në këtë rast BDI-s Ahmetit, ishin jo për të kriju stabilitet në shtet, por ishin në një farë forme për të kriju destabilitet në shtet. Për arsye se do të cekje vetëm një moment, ose një element, çka I duhet Maqedonisë zonë lirë financiare, për të bë larjen e parave? Kjo ishte njëra prej ndryshimeve kushtetuese. Dhe kishte edhe një tjetër moment, që ishte çështja e martesave. Unë realisht në atë kohë ose në këtë kohë, po do them edhe në atë kohë, ne nuk ishim në një gjendje për cilën duhet të flasim ose të flisnim në atë kohë, se si do ta rregullojmë çështjen e martesave në Maqedoni. Duke pas parasysh se shoqëria shqiptare, sidomos në Maqedoni, pse jo edhe Maqedone, këtë çështje ka të rregulluar mbi parimet e edukatës familjare fundit. Dhe ne jemi rrit konform një edukate familjare se si duhet të ekzistojmë, si duhet të funksionojmë kështu me radhë kështu. E fillova kështu për vetëm arsye që pasi që këtu janë edhe dy analistë të respektuar, do të thotë që ta diskutojmë dhe ta analizojmë këtë çështje pikërisht nga një fillim, do kisha thonë, I cili për mendimin tim ishte fillimi I fundit I dy subjekteve politike që në atë kohë, që sot vetëm se shifet qartë, sidomos me vendimin e zotit Ivanov për faljen e, do kisha thonë, të njerëzve të cilët jo që kanë bën keqpërdorim detyre, kanë dalë mbi kushtetutën, mbi ligjet, mbi gjithçka, por ata filluan të sillen sikur të jenë zotër në tokë. Ata filluan të sillen kundrejt njerëzve, cilën të donin e vrasin, cilën donin e burgosin, cilën donin e dërgojnë jashtë vendit dhe parashtrohet një pyetje. Kush janë këta njerëz të cilat shkelen kushtetutën, shkelen ligjin, kaluan mbi gjithçka
dhe ata kundrejt pjesës normale, qytetarëve normal të këtij shteti, silleshin ashtu si të kujtohesht atyre. Edhe ende vazhdojnë të Dhe edhe ende vazhdojnë për fat keq cilën ashtu, po mua më vjen mirë që definitivisht, vetëm ta përfundoj idenë e asaj pyetjes, mua më vjen mirë dhe unë sinqerisht ndjehem krenar për atë që isha në atë protest, për atë që jam pjesë e iniciativës për dhënien e përgjegjësisë dhe dorëheqjen e këtij të ashtu quajturi presidente. E tham me plot përgjegjësi, e them kështu për arsye se me këtë ai shkeli kushtetutën dhe shkeli gjithçka që është normale në këtë shtet. Protestat është dita e tretë sot që po zhvillohen. Ne kemi ndjekur në vazhdimsi këto protesta me edicione dhe edicione speciale që do të vazhdojnë edhe pas këtij emisioni. Në orën 9 do të ketë edicion të veçantë në gjuhën shqipe, mandej do të lidhemi edhe në lajmet në gjuhën maqedonase. Për momentin ekipet tona janë në terren. Unë do ta kisha lutur regjin nëse e kemi në lidhje gazetarin Arben Zeqiri të na informojë se si është situata për momentin para parlamentit. Përshëndetje Arben. Po moment jemi pikërisht këtu para kuvendit, ku para pak minutash përfundoi, nëse mund të themi përfundoi protesta e mbështetësve të opozitës, të cilët porositën të zgjedhurit e popullit që të shkarkojnë presidentin dhe të shtyejnë datën e zgjedhjeve. U dëgjuan thirrje për drejtësi, për zbardhje të gjitha dyshimeve për kriminalitet dhe keqpërdorim të pushtetit, u dëgjuan brohoritje kundër drejtuesve të pushtetit aktual dhe kreut të partisë më të madhe në pushtet VMRO-DPMNE-s, ndërsa kërkuan që drejtësia apo thënë më saktë institucionet më të larta shtetërore t'i kthehen popullit dhe populli të vendosë se kush do të udhëheqë me ta. Protesta kaloi e qetë, ndërsa në këto çaste siç mund të shihni, hapësira është e boshatisur pasi me sa arritëm të dëgjojmë deri në këto momente, protestuesit organizoheshin për të shkuar para stacionit policor Beko që ndodhet këtu prapa kuvendit, ku do të kërkojnë lirimin e të gjithë protestuesve të arrestuar nga protesta e mbrëmshme. Një pjesë tjetër janë organizuar dhe janë nisur drejt selisë partisë në pushtet VMRO-DPMNE-s, por për shkak të linjës së drejt për drejt nuk mundëm të konfirmojmë qofse kanë arritur deri atje apo jo. Duhet të theksohet se të gjitha institucionet kryesore dhe selia e VMRO-DPMNE-s janë të rrethuara nga njësitë speciale të policisë, të shoqëruar dhe nga autoblindat, nga veturat për hedhjen e topave të ujit dhe me rrethoja metalike. Ndërkohë shumë afër nesh këtu, thonë më saktë rreth 200 metra më larg në krahun tim të gjatë, ndodhen protestuesit apo mbështetësit e VMRO-DPMNE-s, të cilët protestojnë kundër, siç thonë ata, faljes liderit të opozitës Zoran Zaev dhe Zoran Verushevskit. Me sa arritë të dëgjoj në këto momente, atje mbahen disa fjalime, ndërkohë që edhe këtu, gjatë protestës së mbështetësve të opozitës, u mbajt një pjesë zyrtare nga organizatorët, drejtuesit e sektorit civil. Në mesin e tyre ishte edhe profesoresha Mirjana Najçevska, e cila në fjalën e saj tha se protestuesit nuk kanë ardhur për të shkatëruar dhe për të dëmtuar institucionet shtetërore, andaj sipas saj policia nuk ka nevojë ta mbrojë kuvendin, sepse kuvendi, ashtu si edhe policia, paguhen nga qytetarët dhe u takojnë atyre. Me këtë rast ajo kërkoi që parlamenti, policia dhe gjitha institucionet e tjera t'ju kthehen qytetarëve. Ajo ju bëri dhe një apel policëve që të mos lejojnë të nënçmohet dinjiteti i tyre dhe të ofendohen siç ishte dëgjuar në bisedat e përgjuara të publikuara nga lideri i opozitës, ku ajo citonte edhe disa pjesë në të cilat policët ishin ofenduar nga drejtuesit atëhershëm të policisë me fjalët xhandari dhe shprehje të tjera. Në këto momente këtu nuk ka asnjë protestues mbështetës të opozitës, ndërkohë që pas përfundimit të kësaj linje të drejt për drejt, ne do të vazhdojmë të ndjekim në stacionin policor Beko dhe tek selia e VMRO-DPMNE-s gjithnjë nëse kanë arritur deri atje. Po, Arben, faleminderit për këtë lidhje. Nëse ka nevojë deri në përfundim të emisionit do të lidhemi edhe një herë nga vendi i ngjarjes atje ku për momentin gjenden protestuesit. Faleminderit edhe një herë.
Од тоа што можеме да слушаме, денеска протестите се мирни. Вчера имаше испади, имаше и насилство, беа уапсени и 2-13 луѓе, како што кажавме, се уште се држат во притвор. Има ли, очигледно дека има капацитет за да излезе од контрола ситуацијата? Македонија е во една висока тензија и мислам дека не треба да се подценува капацитетот за да кажам излегување вон контрола на дел од овие протести и така натаму. Знаете како е, веќе се дига народ кој што не сум сигурен дека и само СДСМ или само некоја друга политичка партија може да го контролира. Луѓето им е дојдено до овде. И не забравяйте, ние сме само во третиот ден од протестите. Мислам дека ова сега натаму, бидејќи јас не гледам никаква подготвеност на другата страна за било какво попуштање. Значи, јас мислам дека утре господинот, како се вика овој председател на парламентот, ќе ги подпише изборите. Тие ќе одат на избори. Не сум сигурен што ќе прави ДУИ, бидејќи реално ДУИ е во една, да кажем, комплетно губитничка позиција доколку реши да остане на оваа шина на која што се ставила самата, но не би се кладел со никого во студиото дека ќе излезат на избори. И тогаш, пошто знаете како е се тоа, мислам дека они цело време играат погрешно и нема да ме изненади уште еднаш да го изневерат Груевски до 5 јуни. Тогаш, ако тоа се случи, но дури и со ДУИ, изборите се абсурдни и нема проблем. Мислам, ние овдека разговараме за 6 јуни. Во целиот овој мандат, ако за нешто го одржале зборот, ДУИ било зборот даден на Груевски. Тоа го потврдија до сега. И тешко е да се верува дека нешто. Јас ја разбирам важноста на зборот и во албанскиот менталитет, култура и во политиката генерално. Меѓутоа уште повеќе ја разбирам важноста на уставот и на демократските принципи и правила, на законите. Тие закони Слушайте, се нарушени и устав и ништо. Да разбирам, ама ако е сето тоа така, зашто да на Али Ахмети зборот поважен од сето тоа? Па се извинувам, ама знаете како јас, кога сме се договарале, кога сме правиле општествен договор како ќе ја следуваме државава, не сме го земале ни зборот ни мојот ни на Ахмети во разгледување за да мериме тежини и да, како да ви кажем, да ги квантифицираме. Сме се договорили, има устав, има закони. Ако се краде, ќе треба да се одговара. Ако јас можам да одговарам за погрешно паркирање, има и Ахмети или кој е таму веќе да одговара. Видите, ние имаме аболирани лица со по 17 кривични пријави. Нема ни една пријава која е под 5 години затвор од тие. Значи, не разговараме овдека за 300 грама месо украдени од Тинекс. Ние разговараме за луѓе кои што ја оплячкаа државата на различни начини, материјално, морално, политички, избори и така натаму. И сега, видите, на Али Ахмети зборот. Мислам во ред, јас уважувам луѓе кои што си држат до зборот, ама многу повеќе уважувам луѓе кои што знаат што е државен, национален, па и албански интерес, ако сакате. Затоа што јас не можам да го дефинирам што е во целава работа, ако е ДУИ партија која што треба и ги представува албанците, иако е таа социјалдемократска и веројатно има и поширока платформа, не можам до крај, како македонец, но и како политички аналитичар, да го видам интересот на ДУИ во сето ова. Бидејќи крајната анализа не ми покажува дека ова што сега го прави ДУИ, некако баш многу им се вклопува во некакви нивни прокламирани цели. Интересот на ДУИ очигледно да се спасат неми луѓе. Жал ми е што нема овдека луѓе од ДУИ, јас со задоволство би полемизирал и со луѓе од ДУИ, ама не разбирам што е. Не се дэмлееш па. Në kontekstin e dhënjes fjalës zotit Ahmeti kundrejt Gruevskit dhe kundrejt gjithëve, ai në momente kritike gjithmonë fjalën e dhën është fakt se te shqiptarët është element shumë i rëndësishëm dhënia e fjalës, por në situata të këtilla kur vuajnë qytetar, ndërtana dhe shqiptar sigurisht, dhe nëse ai pretendon se është përfaqësues i shqiptarëve, nuk guxon që fjalën që ja jep Nikola Gruevskit në formë të gabuar, që të shkon në rrezik ose kundrejt interesave të popullit që ai pretendon që i përfaqëson. Për arsye se ai popull shqiptar janë qytetarë të këtij vendi, kanë pasaportat të këtij vendi, kanë dokumentacionet të këtij vendi, paguajnë tatim në këtë vend. Dhe nuk mundemi, jo zoti Ahmeti, po kushdo qoftë, nuk mundemi në këtë shtet luajmë me fjalë, por duhet luajmë me dokumente, me platforma politike, me kushtetut dhe me gjithë çka quhet ligj. Dhe në Maqedoni ndodhe një ndryshim kushtetues. Ai ndryshim kushtetues ndodhi si pasojë e një lufte e përfat keq. Dhe
ajo luftë ndërpres si pasojë e një ndërmjetësimi ndërkombëtar. Ajo marrëveshje e Ohrit u inkorporua në kushtetut. Parashtrohet vetëm një pyetje. Sa jemi ne sot të vetëdijshëm? Sa ne kemi respektuar duke u nisë edhe nga zoti Ahmeti, nga zoti Thaçi, nga Gruevski, Crvenkovski dhe shumë të tjerë. Sa këta njerëz, sa këta politikan, sa këta udhëheqës të institucioneve kanë respektuar kushtetutën e vendit. Dhe këtu flasim për respektim të një vendimi ose të një veprimi që quhet shumë më i lartë se fjala e dhënë e dikujt kundrejt dikujt, në këtë rast zotit Ahmeti kundrejt zotit Gruevski. Fundit, zoti Ahmeti dhe zoti Gruevski janë vetëm dy figura ose dy njerëz që udhëheqin dy subjekte politike që për fat keq shtetin dhe qytetarët e këtij vendi quan në një rrugtim të gabuar. E kam fjalën në kontekstin e asaj ndërhyna jo për ta kundërshtuar, por vetëm për ta plotësuar në kontekstin se cili është interesi i BDI-s. Unë mendoj se interesi i BDI-s dhe funksionarëve të BDI-s është vetëm të ruajnë vetveten ashtu siç tentojnë ta ruajnë vetveten edhe përfaqësues të VMRO-s, edhe Gruevskit, për arsye se ata për momentin mbrojnë interesat e veta personale dhe asgjë tjetër. Само кратко да ви кажам, видите, за да го деперсонализираме на крајот на криштата Али Ахмети. Видите, можеме да ги спориме сите анкети што се прават и сега и од било која страна и така. Таму има еден неспорен податок кој год да ги прави анкетите. 95% од етничките албанци сметаат дека Груевски е човекот кој што внесува најголема меѓуетничка конфронтација и подоба во Македонија и тие по сето она што се гледа и во нивните анкети не може да го поднесат заради неговата политика, заради неговите ставови. И сега јас како да ви кажам, ја не ги представам албанските гласачи, меѓутоа некој што ги представува албанските гласачи, веројатно треба да има некаков ориентир во тие ставови. Неофицијално, Ademdesh, lutem, shumë shkurt. Lutem. Sa i përket çështjes anketimeve, do të jemi realist. Nuk di sa mund të flasim për validitet të anketave, për arsye se kur flasim për një listë zgjedhore kështu siç është. Kur flasim për që nuk kemi një regjistrim real popullsisë, dhe nuk jam ekspert i kësaj lëmie, por duhet të jemi pak më korrekt. Të gjithë thirrën në emën të anketave. Por e vërteta e këtyre anketave nuk e di si do të del më në fund. Pas gjithë këtyre rrethanave të cilat I kemi, duke u nisë nga lista, nga çështja e regjistrimit edhe nga shumë enti për statistik, e kështu me radhë. Kështu që nuk e di... Po është e pamohueshëm fakti se shumica e shqiptarëve dërmuese konstatojnë se Gruevski është fajtor. Shumica e shqiptarëve konstatojnë se Gruevski është fajtor, sigurisht, po nuk guxojmë ne ta hekim nga fajësia ose ta amnistojmë në këtë rast edhe partnerin e koalicionit të Gruevskit. Në këtë kontekst e kam fjalë. Неофицијално, после денешната пресконференција на специјалното јавно обвинителство, историја информација дека проценките се дека штетата на буџетот направена од овие кривични дела кои што они ги истражуваат, а кои ги амнестираше председателот, во моментов се 1 милиарда евро. Тоа е подценето, мислам. Е конзервативна проценка. Конзервативна, но добро, ќе покаже времето. Мислам, можеме да шпекулираме, за мене лично е конзервативна. Значи подценета е. Јас мислам дека е и повеќе. Да. Значи се ослободуваат луѓе кои направиле толкава штета, збориме само парично, а не зборуваме и од други колку на штетите на луѓе, на судбини влијале. На кривична. Тоа е друго. Се ослободуваат. Председателот излезе денеска да не убедува дека тоа го прави со цел да имаме фер и демократски избори. Многу пати сме објаснувале за начините како е заробена државата. Во конкретен начин. И преска кога се насмеав во врска со зборот даден на зборот на Ахмети даден на Груевски. Знаете како кога особено во некои заедници кога се зборува за зборот како камен, темел, тоа се поврзува со она што ние го подразбираме како интегритет. Меѓутоа во конкретниот случај немаме интегритет. Затоа што технологијата на владење на ДУИ е целосно превземена, односно компатибилна со технологијата на владење на ВМРО ДПМН. И тука се тие сосема компатибилни. Од тој аспект, значи да држите збор за одржување на еден систем
кој што ја зароби државата и конечно ја оплячка, не можете да го врзете со она символично значење на зборот со кој што зборевме. Зборот и кај албанците е знак на чест. Така. Ако вие ја расчестите, ако ја згазите чест, ако плукнете врз неја, што ви вреди зборот? Проблемот е токму во тоа. Но не е само консеквенцата во тоа дека дуи ја згази таа чест. Консеквенцата е и дека на некој начин се затапиоштрицата на, ако можам тој термин да го употребам, на албанскиот дел од граѓанското општество, кој што имаше големи очекувања од партиите, едната, другата и така натаму. И на крај влезе во една, иако дебатата воопшто е по некако отворена, имам таков впечаток во тој дел на општеството, некако влезе во едно затишје, очекувајќи цело време дека лидерите или лидерот ќе направат некаков пробив за да се растури таа игранка која што навлезе во сите пори. Еве, да не зборуваме за... Сетете се само како се одложи либерализацијата на пазарот на струја. И да не набројам, значи, има милион... Значи, нема област во општественото живење кај што гангрената не е навлезена. И сега овие се соучесници во тоа. Таа технологија подразбираше исто така инструментализација на институцијата председател на државата. И таа до сега ја видовме во повеќе наврати. И ова начинот на кој што сега исклучително тажен и трапав, како год сакате, начин на кој што Ѓорѓе Иванов се обидува да ги аргументира своите постапки. Значи по ниеден основ тој не може да даде аргумент за последната постапка што ја направи. Значи нема ни законски ни уставен основ, значи се е тоа прекршено и така натаму. Меѓутоа гледате имено за технологијата зборуваме, значи како се прави спинот. Ние зборуваме за националните интереси, па ќе се пребациме на бегалците, па ќе се пребациме дека Грција денеска го нарушила воздушниот простор, па во еден сосема абсурдна рамка ќе навестиме дека се спремаат атентати врз некакви политички личности, па и врз него, например, ја не можам да разберам кој тоа би имал било каква причина, интерес да направи било што со Ѓорѓе Иванов, тоа мене мистерија. Но создавањето или хранењето на една атмосфера на страв, на еден профил на загрозени граѓани и еден патерналистички пристап кој што вели, еве, јас бдеам врз нацијата, врз добробитта на нацијата. Па кажа, јас и бев професор, бев во една комотна ситуација, јас се нафатив, замислете, он се нафатил да биде председател, да ја подсетам дека не толку одамна и доскорешниот премиер Груевски исто така ламентираше како он се нафатил и како он нема време, па не знам што. Знаете, тоа е тој обид да се манипулира со јавноста и еден трагичен недостаток на сенс за интелигенцијата на луѓе. Значи, вие ги навредувате луѓето. Значи, не можете веќе да мислите дека тоа ќе помине дури и кај онаа група луѓе кои што, да не го употребам сега терминот, Бранко Тричковски употреби еден термин за таа група луѓе кои што можете се да им сервирате за да им сокриете она што практично го правите. Исто така да подсетам дека тоа се луѓе кои што водат специјална војна, тоа го кажувам веќе повеќе месеци. Тие навистина импровизираат последно време затоа што имаат голем притисок и прават вакви фундаментални грешки. Меѓутоа се подсетувам дека тоа се луѓе кои што немаат никаков однос кон вредноста на човечки живот. И тоа го докажале многу пати до сега. И тоа, меѓу другото, нас не подсетува дека тие во крајна инстанца се опасни и дека нема да се либат било што да направат да спасат собствената кожа. А ќе дојде моментот кога ќе биде, и тоа брзо, кога ќе бидеме на раскрсница, затоа што тие ќе бидат во таа мера сотерани во ќош, и институционално и формално, што ќе биде изборот ќе биде помеѓу тоа да отстапат и да остават евентуално да се развива димензијата на правдата која што треба да ги процесира потоа, или да направат конфликт кој што ќе биде доволно голем, но доволно контролиран за да не се прелее, за да не се случи повторно инволвирање на американци и така натаму, директно, за да можат некако да се спасат.
ние сме се согласили одамна дека нивните политички кариери се завршени. Значи тука нема дилема. Сега е само прашањето на проценка колкава штета може да направат. Јас мислам дека ова што следи ќе биде сепак будење внатре во ВМРО, не е исклучено да тоа биде поттикнато и од надвор. Мислам дека таму веќе во самото ВМРО. Па нормално не име се едно, таму не се работи дека цел ВМРО е криминализирана. Значи, ова е таму се 20 на луѓе кои што така е. Па направиле толкава штета се збогатиле, а другите Иванов работат ни го за даде нив. списокот многу прецизно. Прецизно, Тука фала кои до се души луѓе? уште 5-10 души, а толку е кругот. Да. И ова изваредна проценка што ја прави судот, бидејќи таа точна, они се спремни на све, навистина се спремни на се, ќе одат на тоа, ќе ескалираат, ќе има и физички жртви, бидејќи они сакаат да доведат ситуацијата до ниво кога повторно ќе бидат во ситуација да преговараат. Они сега веќе ги губат, апсолутно они ги губат. Но, ми се чини дека денес има еден важен нов елемент, тоа е повторно соопштението на руската. Да, затоа ќе го дискутираме во вториот дел. Сега е време да ја направиме првата пауза за реклами, ќе се вратиме и ќе ги дискутираме и странците и денешното соопштение на русите, они кога се јавуваат. Малце појасна сликава се комплетира некако. Школа продава паузната реклама, да кај им не следи. Океј, кај на студио продолжувар дебатин ме мисафирт. За дили е përmendëm fillim se ishit në protestat, e shohim që edhe dje, edhe sot, edhe me flamuj shqiptar, ka shumë shqiptar që dalin. Domethënë kjo nuk është protest një nacionale, është protest qytetarë, se qytetarë duhet ta shprehin revoltën e tyre. Ju thatë para se të hyjmë në emision keni qenë aty si qytetar për ta shprehur pakënaqësinë tuaj ndaj atij vendimi që ka marrë. Keni diskutuar me subjekte tjera opozitare shqiptare situatën e fundit krijuar, keni diskutuar se duhet ndoshta ta drejtoni ju antarësinë tuaj, që ata ta shprehin pakënaqësinë pasi që qendrimet poshtë lart janë të njëjtat partive opozitare. Janë për sundimin e së drejtës, respektimin e kushtetutës dhe ligjeve, dhe Maqedonia të jetë shtet i gjithë qytetarëve i barabartë. Sigurisht, nga vetë fakti që unë isha aty dhe ishte edhe sekretari i përgjithshëm i unitetit, Muhamet Ismaili, bashkë me mua kishte edhe njerëz tjerë, domethënë edhe struktura tjera të unitetit në atë protest, por kjo flet se uniteti është aty. Megjithse, ne aty dolem si qytetarë të këtij vendi, për arsye se zoti Ivanov, në cilësinë e presidentit, shkeli kushtetutën e vendit. Shkeli ose macenoi të drejtën time personale. Ja u cenoi të drejtën shumë shqiptarëve, për cilët sot e kësaj dite pikpyetja e madhe është janë apo nuk janë në përburgjet e Maqedonisë me faj apo pa faj. Për arsye se pjesa dërmuese e këtyre njerëzve tash mos t'i numërojmë me emra dhe me mbiemra, këtë listë që u përmend pak më herët që në këtë rast zoti Ivanov ja bëri një shërbim shumë të madh opinionit në përgjithësi, këta njerëz nga pozicionet cilat i kanë pasur dhe i kanë akoma, do të thotë kush na garanton neve se nuk kanë bërë edhe një nga keqpërdorimet më të mëdha ose më të vogla, le ta vlerësojnë të tjerët që kanë mund të jenë pjesë e scenariove të cilat ndodhen më herët. Qoftë Monstra, qofshin Kumanova, e kështu me radhë. Unë sinqerisht kur të flasim nga ky aspekt, do të thotë, nga aspekti se ai me një vendim kontrovers i fal, bën falje klasike, bën thyerje edhe të ligjit, edhe të kushtetutës, njerëz të cilët në njërin apo në tjetrën mënyrë kanë ndërhyj edhe kanë burgos edhe shqiptar të pafajshëm. Dhe tash parashtrohet një pyetje. Nëse në përburgje ka njerëz të pafajshëm, këta të cilat në fakt janë fajtor, këta duhet lirohen. Dhe këtu është një moment shumë kritik. Kujt duhet t'i besojmë ne? Si qytetar tani flas. Nuk flas as si deputet, as si nënkryetar, as si flas si qytetar. Kujt duhet t'i besoj unë si qytetar? Kur ai ja bën me dije, në këtë rast, zoti Ivanov në cilësinë e presidentit, keqpërdor për pozicionin president shteti dhe fal njerëzit të cilët kanë bë krime në një farforme, do kisha thonë. Dhe nesër muaj nuk më garanton jetën time, se mund del dikush të më vret në rrugë, mua ose çdo kujt prej nesh, dhe ai të fal. Dhe parashtrohet një pyetje, sot në Maqedoni, cili institucion funksionon?
në formë spektakulare u shpërbë parlamenti. Mas gjitha Gjykata kushtetuese e mori një vendim shumë kontrovers, që institucioni i cili duhet ta ruan kushtetutën, ai institucioni shkeli me 2 kom kushtetutën. Presidenti i shtetit i cili betohet në emër të asaj kushtetute, thej kushtetutën. Dhe tani për çfarë institucioni flasim ne sot këtu? Госпомна руското съобщение, значи сведоци сме во последно време. Последен пат, ако не се лажам, се јавија после Кумановските настани и еве ги сега повторно руската амбасада ни реагира. До душа за Куманово директно Лавров ни прати Ќе съобщение. се јави Лавров, не се гледате, него го чуваат за Викендов. Видите, кога ќе го споредите речникот на сообщението од руската амбасада со речникот на денешното излагање на Груевски, и со оваја, како да кажам, папазјани од ова што го кажуваше Иванов, но правците на кои студира нешто од тоа и СУАТ го анализира, тоа е истата матрица. Ајде што непријатно се повторува украинско во сценарио 2 пати кај Груевски и кај Русија, тоа е значи нешто на што они работат очигледно. И кај Иванов исто. И кај Иванов исто така. Значи, ајде што, значи, видите, во суштина тоа е една антизападна хистерија. Видите, Иванов тоа не го ни криел. Ниф име Путин идолот, ни в тој модел на така наречена суверена демократија која развива Путин, кој во теориска смисла сега да не разглабаме една безсмислица. Меѓутоа, во тој модел правилото е следно. Јас победувам на избори, јас сум над законот. Ако законот не чиже, јас го толкувам. И тоа е начинот кој што владат во една реченица кажано. И еве ги овие дојдоа до тој зид. Но тоа може да си го дозволи и Путин. Затоа што е тоа Русија, затоа што на крајот на краиштата тоа кошта, Путин има нафта, има газ и така натаму. Ние неделно се задолжуваме меѓу 50 и 100 милиони евра. Ние сме мултиетничка земја во која што многу покомпликуван е системот за да можеш да правиш диктатура. Они сега доаѓаат во една ситуација во која што треба да видиме дали можат да направат диктатура. Затоа што анализата за правење диктатури е анализа за ресурсите. Има ли ВМРО човечки ресурси, материјални ресурси, дипломатски, политички, идеолошки, секакви други општествени ресурси да прави диктатура? И колку може тоа да го прави? Од другата страна, сепак, гледате, денеска веќе се обедини целата, да кажем, западна алијанса. Денеска на она демонстрација на пресконференција, па тоа како да ви кажем, тоа не се десило кај нас. Па тоа треба да се засрамите да сте на другата страна. Значи се како ви кажем, сега некој прокоментира. Се на оваа страна стојат ДУИ, ВМРО и Руси. На оваа другава страна стоиме сите ние, граѓанско општество, опозиција, западни обединети, Европска унија. Сега нека размислат луѓе ово што е колку е саатот. И сега видите, кажем, но тоа не значи дека наскоро ќе дојде до расчистување на ситуацијата. Русите се тектонска сила. Русија на Балканот е тектонска сила. Таа не се гледа на површината, меѓутоа под површината работи. Ние имаме една реално огромна амбасада руска во Македонија. Да, го зборевме добре, они го имаат последно време зголемено за 2 пати. Мене пати. ме импресионирал составот на руската амбасада, овде ке има десетици акредитирани руски дипломати. Видите, ние имаме една минорна економска размена со Русија. Во политичка смисла ние имаме една коректна, како што и треба со Русија да имаме коректна соработка, ништо друго што е видливо. Ние немаме никакви воени, ниту пак некакви транспортни важни коридори, така што е за Русија. Гасоводот се распадна, во кој Македонија не беше да губи. И од секојаш ме импресионирал бројот зашто во руската амбасада да има повеќе дипломати отколку да речеме во германската амбасада, со која Германија е најголемиот економски партнер. И да не бројам сега која е Германија за Македонија. Значи, сакам да ви кажам, која ќе направите анализа, тоа е оваа анализа на ресурсите, дали се овие спремни, да, ние доаѓаме до заклучок дека овдека нешто се готви, дека овие се поттикнати и охрабрени за тоа што го прават и дека тие ќе одат до крај. И тука не мислам воопшто да се шегувам со тоа, они се уште имаат сила за правење штета, иако мислам дека катастрофата потоа им е загарантирана. Нивното сценарио да направат доволно голем хаос и, како да ви кажем, ѓурултија, за да на мала врата се излекуваат, не сум сигурен дека ќе им функционира. Меѓу другото и затоа што видите, никој од околу не ги сака. Значи, ниту во Бугарија имаат поддршка, ниту во Грција имаат. Ниту Албанија. За Албанија, за Косово да не зборам, во Србија не ги сакаат. Значи, кога првите соседи, каете, нема во тоа, секој паметен ќе види дека нема. Не. Суат? Како гледате на реакцијава на руската амбасада? Унисоно реагирање од
значи овој пат не амбасадите, значи се јави германската влада, па се јави State Department. Денеска британската се Министер за јави Европа. Министерот за Европа и така натаму. Па дури имате и реакција на првиот човек, шефицата на мисијата на ОБСЕ во Македонија. Значи ОБСЕ кои што се стандардно онака најдипломатски, многу ретко реагираат и така натаму. Значи и во нивното соопштение се вели дека има проблем во чекорот на претседателот кој што беше преземен. Така што прво и основно позицијата на Иванов е неодржива. Таа институционално е веќе неодржива. И сега мислам дека овие намери за одредени мали или помалку мали тектонски пореметувања ќе се депласираат, односно ќе се дефокусираат од претседателот на некои други фокуси. Тоа ќе видиме многу брзо, ама многу брзо ќе видиме, затоа што и на нив им е јасно дека приказната со Иванов е завршена. Таму веќе нема што да прават, ниту можат нешто да организираат од таму. Од друга страна, ние мораме да признаеме дека најмалце, значи во овие 10 години ова општество ја загуби битката со медиумската манипулација околу тоа кој тоа нам ради о глави, што би рекле србите. И тука се нели клетите соросоиди, Сорос, западните, не знам, овој и оној НАТО и службите и така натаму. И шиптарите, не заборај тоа. Она што е многу важно за граѓаните на Република Македонија, што не треба никогаш да го заборават. И во тој контекст, особено за албанската заедница во Република Македонија, која што била традиционално персекутирана на институционално ниво, во кривични постапки, по затвори, во апсани и така дали. Значи, многу е битно да ги разберат нивоата на прекршувањата на човековите права кои што се генерираат од внатре, за да може перцепцијата за оваа манипулација дека нам не знам кој таму нешто ни прави проблеми, да си дојде на своето место. А тоа место е Илинденска број 2. И ова шампита новата во центар. Затоа што зошто граѓаните на Република Македонија и особено, да речем, албанската заедница не би имале интерес да дадат се од себе да поддржат, да ја зајакнат институцијата народен правобранител. Тој се жали постојано на обструкции. Вие се сеќава некој дека тој пред некој ден презентираше годишен извештај? Ништо, тоа помина така, како што и поминувало до сега. Небитно сега да зборуваме за човекот, дали ова, на некому се свиѓа, не му се свиѓа. Односот на општеството кон она што го пишува во тој годишен извештај е круцијалниот показател на кој начин таа медиумска манипулација уствари ги прекрива сите елементарни извори на злото во Македонија. И таму ќе најдете наброени во повеќе области, значи на кој се начин се прекршуваат правата од институциите во Република Македонија. И други институции. Дали сте чуле дека некој денеска разговара за најновиот извештај за човековите права на State Department, кој што беше објавен вчера? Ние секоја година правиме дебати по телевизија на таа тема, денеска никој не го спомнува. Знаете каков е тој извештај? Катастрофален. Во вториот параграф, значи на првата страница, во вториот параграф, они кажуваат дека најголемиот, најзначајните проблеми од аспект на човековите права произлегуваат од високите нивоа, ја ви цитирам, високите нивоа на корупција и неспособноста на владата целосно да го почитува владењето на правото, вклучувајќи ги континуираните напори за рестрикција, за ограничување на медиумските слободи, се меша во правосудството и селективно ги гони сомнителните лица. Но после одлукава на Иванов ние треба да го заборавиме. Само уште еден детај. Само уште еден детај. Во истиот параграф они на почетокот зборуваат за незаконските разговори, овие комуникации кои што биле снимени, снимени од владините тајни служби. Значи, они се веќе експлицитни. И знаат точно кој дека така, не, ама до сега сепак некако држаа некакво ниво дипломатско, сега веќе и тоа е тргнато. Мислам дека во тој правец одиме сега, мислам дека нашите западни пријатели ќе влезат во една поексплицитна фаза.
веќе мислам дека ќе се симнат ракавиците, бидејќи на вистина покажаа големо ниво на толеранција. Видите, они сите тргат од своите интереси на крајот на криштата. Не е тоа зашто не сакаат нас, или албанци, или македонци, или поентата ми беше дека во овој тектонски контакт, да го наречам, помеѓу рускава и западнава страна, затоа го елаборирав, се надам на брзина сето ова, мора граѓаните и албанците да почнат да ги препознаваат корените на злото, за да не бидат манипулирани. Бидејќи во таа игра на слонови, сепак ние треба некако да се заштитиме и да го лоцираме интересот на Република Македонија и да се договориме како да го заштитиме. Да не испадне општеството во Република Македонија жртва на тие тектонски контакти, еве да речам, да не употребам друг збор, триења така, за да не влеземе во нов циклус после кој што ќе ни треба 20 години пак да дојдеме у некаква нормала или не дај Боже да се изгуби државата. Добро, на нас сега ни требаат многу години да се вратиме у нормала, а не да ни идеме уште полошо. И под менам реагимине е Рузвехам иште баш индикативе за да реагуван ѓаѓањавет кога ново се реагоинеле елатани. Pas gjithë kësaj analize që u bë, do të thotë këtu del se vetëm Rusia dhe BDI-ja janë që të mbahen zgjedhjet edhe vëmëroja, në këtë rast që të mbahen zgjedhjet me 5 qershor, mas gjitha parametrave ose analizave të cilat i thuan gjithë veçmo, se nuk është e qartë, se veçmo me këtë vendimin e fundit u shkel në dy kam marrëveshja e Përgjinas. Sa i përket çështjes reagimit të Rusisë, është moment interesant, do kisha thonë, se shqiptarët si popull tradicionalisht kanë pas probleme reale me qëndrimet ruse dhe shqiptarët nuk kanë qenë asnjëherë pro-rus, këtë e them kështu shumë hapur, si popull. Ja, dhe mos ta thosh e din. Mirë, sigurisht e din dhe shqiptarët si popull kanë qenë gjithmonë pro-perëndimor, do të thonë, orientimi politik i tyre ka qenë pro-perëndimor. Po unë do të marr vetëm një shembull konkret. Rusia në dy momente kritike reagon në ngjarjet e Kumanovës dhe reagon tani. Dhe duke pas parasysh, unë do të ta përmendë jo që nuk e di opinioni, por do të vetëm për ta hapur si për debat. Duke pas parasysh se Rusia ka një bazë shumë të fuqishme ushtarake në Nish, dhe Nishi është shumë afër, edhe Kumanovës, edhe Shkupit, edhe gjitha vendeve të cilat janë këtu në Maqedoni. Dhe përsëri duhet të bëj një lidhje për fat keq, domethënë bën një lidhje mes vendimit të Ivanovit dhe faljes këtyre njerëzve dhe Kumanovës edhe shumë rasteve tjera të cilat ndodhen në Maqedoni, cilat edhe unë mendoj se shumë tjerë se kanë qenë të munduara, flas për rastet kundrejt shqiptarëve, sidomos kundrejt shqiptarëve, që edhe rasti Kumanovës ka qenë rast sipas mendimit tim i montuar kundrejt popullatës shqiptare në Maqedoni, pa marrë parasysh cila dorë ose cili shërbim ose kush e bani dhe si e bani, por një gjë e di, se une edhe në cilësinë e antarit të Komisionit Parlamentar për mbikëqyrjen e shërbimeve dhe brenda kam debatuar dhe kam qenë një ndër deputetet më të zanë ku kam thënë hapun. Rasti i Kumanovës duhet të dilet me një qëndrim real, shërbimet në këtë rast sekrete, edhe Agjencioni për zbulim, edhe Drejtoria për Siguri dhe Kundër zbulim, për arsye se për fat keq, dy drejtorët, për fat keq, flas aktual, nuk e din as vet ata, të e them këta, për arsye se dihet se ka qenë një ish drejtor në Drejtorinë për Siguri dhe Kundër zbulim, që zoti Ivanov e fali, dhe është një shef i sektorit 5 të përgjimeve, zotni Goran Grujovski, sa e di unë, i cili shkoj e mori një 30 ditë para burgim dhe përsëri u fal. Dhe mos flasim për emra tjerë, po flas për dy në këtë rast emra, për cilet mund të bëjmë një lidhje shumë të çuditshme ose një lidhje shumë interesante. Dhe shqiptarët si popull, do duhet të jemi qartë, pasi se jemi këtu në një emision ku përmenden të veshenja. Maqedonia është shtet multietnik, është e vërtet. Dhe ndikimi rus, jo rastisht do e ndërlidhi çështjen e daljes protestave tona, ne, edhe unë si deputet, edhe si subjekt politik, pa edhe si shqiptar. Ne në këtë rast, shqiptarët duhet dalim në këta protesta. Pikërisht për këtë arsye. Sepse ne, shqiptarët, nuk guxojmë t'ja lejojmë komoditetin rusëve që dalin dhe të thuan, të nderuar vëllezër Maqedon, ju duhet të keni kujdes se ju cenohin nga shqiptarët. Jo,
Maqedonet në Maqedoni nuk cënohen nga shqiptarët. Në asnjë moment, në këtë rast, të gjithë ne cënohemi nga një regjim. Se shqiptarët janë popull që jetojnë këtu në këtë vend. Janë vendet e veta, në shtëpiat e veta. Mirë, fatkeqësia është se në këtë Por regjim bëjnë pjesë edhe shqiptarët. që në këtë regjim bëjnë pjesë sigurisht edhe shqiptarët, po e pata për obligim ta bëj lidhjen, domethënë e reagimit të ambasadës ruse kundrejt kësaj, se shqiptarët duhet dalin, sepse nuk guxojmë ne ta lejojmë që nesër dikush të manipulon në këtë rast qoftë ambasada ruse, qoftë ambasada serbe, po nuk e di kush. Tjetër që shqiptarë Maqedonet do rrezikoheshin nga shqiptarët. Që nuk është të vërtetë absolutisht. Što станува според ваши анализи и проценки на меѓународната заедница на западните сили кои што денеска јавно искажа таква поддршка на специјалното јавно обвинителство и јавно ги критикуваат одлуките на Иванов, го повикуваат да ја повлече, он очигледно нема намера тоа да го направи. Што им останува нив како механизам да превземе? Бидејќи сме во последните минути. Да, видите, реално се подига притисокот, делот тој притисок го гледаме. Видите, да застане State Department, да застане Британско министерство за Европа, да застане германска влада, да издават посебни соопштенија. Јас и ти Мухи знаеме, претпоставам и нашите колеги, тоа се процедури и процеси во кои што некои таму не се тоа баш луѓе што немаат што да прават денеска, па ќе се занимаваме со Македонија. Значи, сакам да кажем, притисокот се зголемува. Има еден видлив притисок, има и невидлив притисок. Тој невидлив притисок е понепријатен од видливиот притисок, бидејќи гледаме дека власта пред се ВМРО ДПМН успеа да ги обедини, видите, да обединете вие една Европска унија, тоа стварно треба да се честита. Мислам да ги натерате сите овие амбасадори да дојат да присуствуваат демонстративно, па тоа ни у Брисел да им поаѓа од рак. Што значи тоа? Видите, во нивниот репертоар на потези има разни потези кои што допрва ќе се влечат. Ние сведочиме земји кои што се прават од црни листи за патување до замрзнување сметки у странство. Не заборавајте, 1/3 од овие членови на сегашната влада имаат американски пасоши. Дали сте провериле колку души се таму? Знаете ли колку? Ја мислам дека нема министар што нема по еден стан негдека на запад. Од Ставрески у Вашингтон до Валда Виени, Монте Карло и така натаму. Знаете како? Ова е таа мимикрија која што ја прават. Русија е многу убава, ама ние парите ќе си ги чуваме на запад, становите ќе си ги купиме у Виена, децата нема у Владивосток да ги испратиме, него ќе ги испратиме у Лондон, нормално, зашто да? А ваму ќе ајде не употребам ваш збор. И второ, да завршам со тоа само што видите, немам јас ништо против некој да мисли дека треба да промениме ние позицијата и кон Русија и така натаму. Ве молам тоа да се направи јавно. Прокламираната политика на Македонија од сите е дека Македонија е прозападно, проевропски, пронато ориентирана. Ние имаме специјален воен договор со Соединетите американски држави. Немам ја ништо против, дури за некој рече тоа е се погрешно. Јас мислам дека треба, ама тоа ве молам не може под маса да се прави. Треба јавно да се каже. Апсолутно. И да не се лажеме, па да излеземе да се преброиме. Ако некој мисли дека треба повише да идеме со Путин, повелете, аргументирајте зашто да не, демократија сме. Но немојте да правиме секакви димни завеси, да правиме државни кризи, да го доведеме општеството до катастрофи за да спроведуваме тајни планови. Тоа е нешто што не може да се прифати. Дека ВМРО влече на таа страна, видовме минатогодишните масовни протести на ВМРО пред собранието, кога луѓе со руски знамења и мајци на Путин излегува на протести, да не го заборавиме. Што станува во раце на меѓународната заедница и што може да се превземе во решавање на нас? Меѓународната заедница, би Сашо спомна голем дел од тоа, има на располагање цела паноплија мерки кои што може да ги преземе, но главната поента е што ние можеме да правиме. Затоа што сепак без инволвирањето на општеството од внатре не може многу работи да се завршат. Да ве подсетам уште на неколку детали околу на декодирање на говорот на Иванов кој што го слушнавме и денеска и претходно. Значи тој денеска спомна за промена на парадигмата, ако се сеќавате. Значи тоа се некои најави заедно со оние најави за не знам снајпери, атентати и така натаму. Значи тоа се пораки кои што на другава страна треба отприлика да им дадат некаков сигнал, еве колку сме ние силни, еве што се може да направиме, но и еве во кој правец ние можеме да одиме затоа што го имаме веќе тој грб. Барем јас така го декодирам тој дел. Затоа што председател на држава да ви каже
онака попат дека ние во држава сме во процес да ја смениме парадигмата, тоа не е туку така кажано и сега ние го толкуваме тоа на ваков начин. Она што е недостаток за нас како општество е дека институциите не функционираат на едно базично ниво. Да ја потсетам дека пред неколку месеци Македонија изгуби случај во Страсбур по член 3 од Конвенцијата, значи за тортура, каде што е покажано и докажано на еден флагрантен начин дека човек кој што бил изложен на нечовечко однесување и тортура и така натаму, значи немало никаква истрага околу неговите жалби по однос на тоа како се постапувало кон него. Не навлегувам сега која е неговата етничка припадност и така натаму. Значи едно такво нефункционирање на системот на едно базично ниво, нам сите треба да ни ги отвори очите околу тоа дека сите нивоа се надминати. И затоа јас, да речеме, еве овие неколку последни денови, упорно инсистирам на тоа дека Иванов мора да замине. Значи мора да даде оставка и дека ништо друго не смее да се прави додека тоа не се случи. Бидејќи уставот е прекршен на едно такво ниво што ние веќе базично е имено што не само што мораме да ги билдаме општествените мускули дека некои работи едноставно не смееме да ги оставиме туку тие се неприфатливи. И крај, тука завршува. Значи, мора да се ремедира до крај. Ако идеме по логиката на Иванов, од тоа што го слушавме денеска, ние треба да идеме на избори на 5-ти, па собранието да се собере, да покрене иницијатива за негово разрешување, па тогаш ако го гласа, тогаш да се разреши. Морам да ви кажам дека мене у принцип ме нервира малку целата таа приказна со услови за избори и така натаму, ако целото граѓанство во Република Македонија е толку залудено од оваа мафиократска власт и е спремна повторно да го гласа, па се што правиме. Но, и покрај таа нервоза која што сега ја артикулирам, морам да потенцирам дека стварно немаме елементарни услови за избори. Мислам, на вистина, и особено после овој чекор на Иванов, значи нема шанси. Значи, он стави органски печат на стави печат, дефинитивно, стави печат. Затоа он стави печат на извештајот на ТИК дека ќе нема. Затоа сега треба да посматраме како ќе се однесува ДПМН, затоа што мислам дека и они и особено после после овие реакции на владите и на Стейт департмент и така натаму, ќе почнат да размислуваат за излезни стратегии како да го премостат 5 јуни како датум за избори. Не ги заборавивме ДПА и они се амнестирани и ќутат веќе 2-3 дена. Како и да е. Jemi në fund za të adili, ju pyeta më herët tash keni kontaktuar për situatën e fundit me subjekte tjera opozitare, kisha fjalën për BES-ën, për DNPD-shën, RDK-n, dhe a keni ndonjë strategji më cilin jeni duke punuar? Po, në parim ne kemi thonë edhe në mediume tjera dhe në emisione tjera se Uniteti është subjekt politik i cili është i hapur për bashkëpunim me gjitha subjektet politike, opozitare, shqiptare, përveç PD-shës së Menduthaqit. Jemi në komunikim, jemi në kontakt me gjitha subjektet politike dhe provojmë që bashkarisht krijojmë një strategji të përbashkët që si jemi gjithë së bashku në këtë krizë e cila dita ditës po thellohet, pasi që dihet më qartë se zgjedhje është gati se e pamundshme të ketë me pensë qershor dhe në këtë rast subjektet politike opozitare, nëse vërtet janë opozitare, dhe duhet të jenë pak më unike dhe më të përgjegjshme në veprimet dhe vendimet, pasi që ne në këtë situatë duhet të marrim vendime të shpejta dhe të guximshme. Faleminderit shumë, unë do ta kisha lutur regjim para se të përshëndetemi me ju, të shohim nëse kemi në linje Arbenin, se si është situata momentale. Jo, si duket nuk e kemi. Arbenin, atëherë do të keni mundësi ta ndiqni në edicionin special në ora 21 pas 15 minutave, po në këtë frekuencë në TV Shenja. Juve nderuar, ju faleminderit shumë. Do të ndërrosh këtë. Faleminderit shumë. Ju nderuar, ju faleminderit për Rumënien, bashkë mirupafshim, shifemi të njëjtën ardhshme në të njëjtën kohë.